Стефани Маневска од Скопје е девојката која што игра народни танци или е играорка откако знае речиси за себе. Или 25 години незината љубов се ората. 5 години веќе како што е дел од ансамблот Танец или е професионална играорка, но и 5 години веќе како што незино хоби е уметноста или цртањето. Ова утро за танцот, за народните ора, за ансамблот Танец, но и за уметноста, за сликањето и за цртањето ќе разговараме со Стефани. Ти посакам добро и убаво утро. Ненапред би те прашала кој е спојот на танцот, на народните ора и на уметноста, односно цртањето и сликањето. Двете се од областа на уметноста, но како ти ги спои овие две твои професии во едно? Така, добро утро. Најпрво ви благодарам за поканата да бидам ваша гостинка и драго ми е што за прв пат во вашата емисија ќе зборувам за двете уметности со кои што се занимавам јас. Кога станува збор за народните ора, најпрво би сакала да ви кажам накратко осврт за тоа како започна целата љубов кон оваа професија. Уште од мали години, буквално да кажам на еден начин сум задоена со македонската игра и песна. И љубовта кон фолклорот и кон играта буквално започнува со моето доаѓање на овој свет. На еден начин цела моја фамилија се играорци, музичари и некако беше спонтано и природно да јас чекорам заедно со нив по истиот пат. И кога станува збор за цртањето, за уметноста, некако од секогаш сум ја носела во себе, но сум мислела дека треба време да почекам малце додека не си го остварам својот сон да работам во танец. Така да пред 5 години кога започна целата корона и кога за момент сите нели бевме постојано окупирани со лоши вести како и на медиумите и на пред малите екрани, некако се повлеков во својата соба и решив да земам четката во раце. Во тие моменти каде што не можев да се изразам на сцената преку концертите, да ги изразам моите емоции и љубов, ја земав четката и започнав да танцувам со неа на платното. И од тогаш па навака до ден денеска танцуваме заедно со боите платното, но паралелно и си работа мојата работа во ансамблот Танец, каде што настапувам. Па би рекла дека навистина тие две уметности се еден танц кој што ме води кроз животот. Кои се сличностите, а кои различностите? Односно, каква е Стефани кога игра оро или кога им го пренесува своето знаење на децата кои што се делнили од вашата играорна група, и каква е Стефани кога е со четката и со боите враце и кога се изразува на еден друг уметнички јазик? Така, па би рекла дека разликата е тоа што ние уметниците, актерите, сите оние кои што се занимаваме со сценско-уметничка дејност, нашите емоции, внатрешни чувства ги изразуваме на еден даваме еден физички израз и емоционален израз каде што нашето дејство, кореографија или било што го пренесуваме на сцена. Додека пак и сликарството или уметноста, тоа е еден визуелен начин на израз, кај што преку сликата ти уствари се изразуваш и треба да им доловиш нели на гледачите кои што го гледаат делото што сакаш да кажеш со самото свое дело. Па би рекла дека има разлика помеѓу играњето и танцувањето на сцена до која е Стефани кога слика. Сликањето ми е еден начин бегство од реалноста, еден одмор за умот, каде што буквално се препуштам на сите грижи, сите обврски кои што ми се насобрани во текот на целата недела и претежно цртам викенди. Со душа чекам да дојде петок искрено и се препуштам тие 3 дена, дури се заборавам, најчесто знам наутро од 9 часот па до вечерните часови 12-1 да заглавам во моето ателје со цртање. Тоа го знаат оние кои што цртаат најбаво, дека некако не можеш да оставиш ниту еден момент четката. И ама на крајот сето тоа вреди, се исплати навистина еден прекрасен твој свет кој што ти си го креираш доле и кај зашто не сакаш никој да ти пречи да ти смета додека твориш и создаваш.
Дале може би некогаш додека црташ, додека сликаш, имаш пуштено и народна музика или некој од нашите познати македонски ора? Па, претежно, затоа што цела недела сум околу мене со музика, народни музики, танци, ора. Кога цртам, пуштам сосема нешто друго, пуштам некоја класична музика, која што за момент ќе ме однесе во еден поинаков свет од оној кој што јас нели секојдневно го работам, така да слушам нешто сосема поразлично, а музика како музика, искрено ви кажам, од 24 часа дневно, 22 часа континуирано слушам музика и тоа е еден составен дел од мене. Да, поради тоа што нели сега кои 25 години си дел од народните танци, народниот наш македонски фолклор, но и кога сме кај уметноста, што е она што ви инспирира да создавате и да цртате? Па, ми инспирира све што е околу мене, ми инспирира човечкиот живот, ми инспирираат емоциите кои што луѓето ги носат во себе. Разните случувања, настани, моменти од животот на луѓето, патувањата кои што патувам со ансамбло Танец надвор од нашата држава, но најголема инспирација црпам од самата себе, од моите внатрешни чувства и емоции, од мојот духовен раст со секој нов ден, како станувам се подобра верзија од себе, така приметувам дека моите дела стануваат се подобри. Не секогаш за нас уметниците само убавите случувања се инспирација и мотив за да цртаме. Некогаш би рекла дека и болката е еден составен дел од и еден вид на инспирација, која што најчесто успевам, како што велам јас, во секое лошо да пронетам и нешто добро и од секоја болка и лош момент од животот да создадам некако одлично и добро дело. Така да, впрочем, и тоа е смислата на самиот живот, да во секое лошо најдеме некој скриен благослов, како што знам да кажам јас, и да создадеме некакво ремек дело од сето тоа. Да, што најмногу сакаш да сликаш? Па да бидам искрена, испробувам различни стилови на сликање. Многу сум љубопитна да истражам и да навлезам во овој свет кој што нема граници. Уметноста е слобода и навистина сакам да испробувам различни, како што кажав, техники. На почетокот започнав пред 5 години со една јапонска техника сумие, каде што цртав само со црн туш на хартија и долги години работев слики само на хартија кои што ги орамува во стаклени рамки, но како одминуваше времето, бев се пољубопитна да започнам да сликам и на платно. Па откога започнав да сликам на платно, никогаш повторно не се вратив на ова што го работев на хартија и едноставно до ден денеска сме во една нераскиндива врска со платното, четката и боите. Размислуваш ли можеби за твоја изложба која што би сакала да ја направиш? Верувам дека уметниците нели живеат за тоа, за изложбите, за коментарите кои што ги добиваат после секое создадено дело. Така е, како што уживам да создавам коreografии и дела во моето студио, така целам кон тој да направам мојата прва изложба. Веќе започнав со неколку мои дела, започнав да работам на таа изложба, па се надевам дека до наредната година дека ќе го остварам и тој мој сон и ќе се реализирам и на тоа поле. И никада не брзам, пополека, сакам да секое дело да го почувствувам, да му дадам душа, емоција и да биде тоа на крајот како што треба. Да, навистина многу убаво кажано. Јас ќе ти се заблагодарам за твоето време, ќе ти посакам многу успеси. Здраве Боже, можеби следно се гледаме на сцена, а понатаму како што кажа и ти на твојата прва самостојна изложба на која што веќе работиш. Така е. Ви благодарам многу за поканата и посакувам да сите ние го направиме овој свет едно поубаво место за живење преку нашите уметности, да му дадеме еден поубав колорит и боја на светот и на луѓето околу нас. Дефинитивно тоа и тоа како ни е потребно, особено во овој период кога слушаме само некои, така да речеме, црни или неубави вести, но затоа сте туку уметниците на некој начин да не расположите и да го направите поколоритен светот. Ти благодарам, Стефани, уште еднаш.